храмот е прекрасен, Ахав. Убав храм за убава кралица. Се надевам нема да чувствуваш носталгија за Феникија. Овде можеш да му се молиш на твојот бог Баал кога ќе посакаш. А може би и конечно ќе го прифатиш твојот нов дом со мене, овде, во Израел. Само јас ли ќе му се молам на Баал, Ахав? Бидејќи свесна сум за тоа како твојот народ зборува дека има само еден вистински бог. Твојот бог се обожува низ целиот Израел, кралице моја. Кралу Ахав! Кој се осмелува така да му се обраќа на кралот на Израел? Тој е Илија, пророкот на Бог! Ти направи зло пред очите на Бога. Изгради храмови и олтари на лажен бог Бал. И го разлути Господ Бог на Израел повеќе од кој било друг крал на Израел пред тебе. Пророку, ти си... Јас сум слуга на Бог, Богот на Израел. И се колнам во неговото име дека нема да врне освен ако јас не кажам така. Нема да има ни нова роса на земјата. Не ми треба твојот бог за дожд, пророку. Навистина ли мислиш дека тој е дораснат на Баал? Богот на времето! Принесувајте повеќе жртви додека Бал не ги слушне нашите молитви за дожд. Потоа доведете ми го човекот одговорен за оваа суша. Ако најдете и други пророци на Бога, убијте ги. Барајте насекаде, но најдете го Илија. Спорта си од свет, за сите времења. Божиот почиве, супер книга. Осана, Осана, супер книга зборот. Осана, супер книга зборот. Не можеш да им побегнеш на боговите на Гарниел, Квантум. О, човече, тоа е Алек и неговите полубогови. Не пристигнуваат, Гиз. Го гледам огнениот зрак. Лука, ако можеш да го заробиш, ќе станеш бог на огнот. Ќе ми се сложи. Држи се, Гиз. Ќе се опитам да не префрлам во друга димензија. Не сте дораснати за богови! О, човече, не ми се верува колку близу бевме. Не ми се верува, повторно се срушив. Здраво, дечки! Се уште ли играте битка на боговите? Знаете што? Обседнати сте. Јас не сум обседнат. Депримиран сум. Ти не си обседнат? Мислиш совршено нормално е тоа да го минуваш секој час во кој што си буден играјќи оваа игра, а твоите пријатели и семејството Бла, бла, во вистинскиот бла, свет бла, едва бла, чекаат да те видат? Ти си обседнат. Ха, не очекувам да сватиш, Ела, но Гиз сваќа. И сега се враќаме назад. Ниво 17 доаѓаме. Добро! Супер книгата! Морам да се вратам до 17-тото ниво. Мислам дека имавме доволно авантури за денес. Ве водам да запознаете човек кој одвратил цел еден народ од нивните лажни богови и го одвел ка единствениот вистински бог. Уште малку. Според моите геосензори се наоѓаме во Северното кралство на Израел, околу 850 години пред наша ера. А моите термални сензори велат овде не врнело повеќе од 3 години. Вау, тоа е долго време поминато без дожд. О, здраво! Здраво! Те држам! Извини, дали си добра? Што
Што правеше ти на дрвото? Не ми се веруваше дека надав смокви, среде оваа суша. Ама, кога слушнав гласови испаничив, затоа што мислев дека сте со кралот Ахав. А зошто се плашиш од него? Тој и кралицата Езвел сакаат да го заробат од Господар. Зошто? Кој е твојот господар? Тој е Илија, Божиот пророк. А кои сте вие, млади пријатели? Здраво, јас сум Ела. Јас сум Лука. А јас сум Гизмо. Гледам дека веќе сте го запознале Тобија. Дојдете. Придружете ни се. Каде одиме? Кон кралот Ахав. А, зарем не сака да те види мртов? И сега одиме кај него? Океј, глупаво прашање. Зошто? Имам еден предизвик за него. Еден надпревар. Израел се поклонува на лажен бог Бал. Бог ќе докаже дека тој и само тој е вистинскиот и семоќен бог. Ако е семуќен, зошто не стави крај на оваа суша? Ќе стави. Навистина? Кога? Наскоро, но прво Израел мора да се откаже од своите лажни богови, да му се обрати на единствениот, создателот на универзумот. Илија, а што е со Баал? Какви моќи има тој? Моки? Да, знаеш, може ли да го контролира дождот и да фрла молњи, да го обновува здравието? Што? Земаат камен, клесаат статуа од него и го нарекуваат бог, но тоа сепак е само карпа, обликувана од човечки раце. Статуите имаат усти, но не може да зборуваат, и очи, но не гледаат. Сите кои ги прават и веруваат во нив, ќе завршат безпомошни како статуите. О, не, да погодам. Тоа е Ахав? Ти ли си воизмачителу на Израел? Ќе се вратам овде и ќе се скријам мислам ќе ве заштитувам. Не му создадов неволи на Израел. Ти и твоето семејство му создадовте. Одбивате да ги почитувате Божјите заповеди и наместо тоа обожувате да ги следите оние на Баал. Заповедај да се собере целиот Израел кај мене на планината Кармил и погрижи се да дојдат баловите пророци кои јадат на трпезата на Езевел. Почнува играта. Никогаш порано не сум видел волку многу луѓе. Зошто кралот ги повика овде сите племиња на Израел? Слушнав дека пророкот Илија не повикал нас. Илија? Тој се крие, никој не чул за него со години. Услиши ме, Господи, услиши ме за да знае овој народ дека Ти, Господ Бог, си вистинскиот и го обраќаш нивното срце. Не сум сигурен што наумил Илија, но верувам дека ќе биде на ниво на предизвик. Кралу мој, не се плашиме ниту од Илија, ниту од неговиот бог. Вау, тоа е тоа. Тоа е статуа на Баал. Што ако донесат повеќе од еден бог, Илија? Мислам, би можеле да направат сојуз против тебе. Лука, треба да се грижиш да бидеш на страната на Бог, а не за тоа чија страна е поголема. До кога ќе се обидуваш да седиш на две столчиња? Погледнете, дали е тоа Илија? Вистина тој? Како е ова можно? Тој е жив. Да, жив е.
Ako Господ е вистинскиот Бог, одете по него. Ако Баал е Бог, одете по него. Јас сум единствениот Божји пророк што остана. А пророците на Баал на број се 450. 450 против 1? Илија, тоа навистина нема шанси. Нека ни дадат сега 2 јунци, па тие нека си изберат 1 јунец. Нека го исечат, нека го стават на дрва, но да не подпалуваат оган. А јас ќе го приготвам другиот јунец, но нема да ги подпалувам дрвата. Тогаш вие повикајте го името на својот Бог, а јас ќе го повикам името на Господ. Богот што ќе одговори со оган е вистинскиот Бог. Оган, а? Да, јас за малку ќе бев бог на огнот, овој надпревар за час ќе беше готов. Уш, уш, уш. Обседнат. Вие прво. Ви има многу. Слези меѓу нас, ти се молиме, мокен Богу, на секој ни даваш живот. Слези, о Баал, и запали оган на олтаров како знак за сите кои стојат пред тебе. Гис, види дали ќе се појават некои чудни отчитувања на животот. Со задоволство известувам дека нема никакви отчитувања на живот од статуата на Баал или од олтарот. Стоиме пред тебе на овој планински врв. О, Баал, ти си голема, ние сме твои понизни слуги. Слези и присја мојата Јас мислев дека нешто до сега ќе се случи. Слези ме твоите следбеници, ти се поклонуваме. Покажи ни знак зашто ние сме твои. Молете се погласно! Баал сигурно е Бог! Може би се занел во мечтите! Или е по нужда! Или патува некаде! Или може би спие! А вие морате да го разбудите! Да, или може би електричното поврзување на негативната оска му е поларизирано. Верувај ми, ако беше робот, сега ќе беше многу навреден. О, Благослови ги само оние кои те следат, Баал. Дозволи ни да те видиме. Слези меѓу нас, Баал. Слези Се надевам дека Илија знае што прави. Дечки, што е? нешто лошо се случува. Добивам отчитување на животна сила. О, не! Мислам дека Баал оживува. Гис, добиваш отчитување на животот статуата на Баал? Да, и изгледа станува се посилно. Сигурен ли си? Знаев дека има премногу на нивна страна. Да, моите отчитувања стануваат посилни. Посилни. А сега? Послаби, послаби, послаби и ги нема. Океј, не е важно. Слези и донеси ја мојта на молњата и огнот, зашто ти ги контролираш сите елементи, а ние сме твоите понизни слуги. Ти отдаваме почит. Слези меѓу нас, Баал. Ние сме
твоите болисни слуги, слези твоите следбеници и се помилуваме. Јас ништо не разбирам. Ова е необично. Не знам. Ништо не се случи. Дури ни една мала искра. Дојдете близу до мене. Наполнете 4 големи ќупа со вода и излејте ја врз жртвата и дрвата. Направете го тоа уште еднаш. Тоа е сега жива вода. Нема шанси да се запали. Сега направете го тоа и трет пат. Не разбирам, ако Бал не може да запали сув олтар, тогаш како Господ Бог ќе може да запали олтар кој е жива вода? Да, зошто ги комплицира нештата. Нивниот Бог не беше добар. Нам не требаше само малку чад или нешто да победиме. Но не, тој мора да се натопи со вода. О, Господи, Бог на Аврам, на Исак и на Јаков, докажи денес дека си Бог на Израел и дека јас сум Твој слуга. Докажи дека сево ова го направив на Твоја заповед. О, Господи, одговори ми. Услиши ме за да знае овој народ дека Ти, о Господи, си вистинскиот Бог и дека Ти го обраќаш нивното срце. Спасувайте се! Тргнете се! Пуштете ме од овде! Што се случило? Сензорите се преоптоварени. Вау. Неверојатно. Бог е семоќен. Бог е семоќен. Бог е добар. Молете Господе, Боже, прости ни. Молете се да Бога помолите. Немаше да поверувам во ова ако не го видев со мои очи. Тоа е супер книгата. Си одиме дома. Еј, Алек, Здраво, Лукан. Организираме турнир во битка на боговите. Знаеш што?
Забрането е за смртници, да знаеш. И сакам овој пат да бидеш во нашиот тим. Што велиш? Фала, Алек, но ќе одбијам. Ќе се обидам да дозволам единствениот вистински Бог да се грижи како да биде Бог. А јас ќе се грижам за тоа како да го следам. Не сум баш сигурен што ми зборуваш, но јави ми се ако се премислиш. Се гледаме. Гизмо, престани! Што правиш, Гиз? Ја фрлих Холо 9 играта. Се обидувам да дознам кој е овој и што му направил на вистинскиот Лука Квантум. Еј, Лука? чекај! Гизмо, престани! Престани со тоа, што правиш? И тогаш Илија се качи на врвот од Кармил и клекна на земја. Потоа му кажа на својот слуга: погледни кон морето. Илија му кажа да погледне 7 пати. И конечно, на 7-миот пат, слугата виде мал облак. Има еден толку мал облак како човечка дланка која се издига над морето. Кажи му на Ахав да ги прегне коњите и да тргне кон дома, за да не го фати дождот што доаѓа.